Владината агенција за остварување на права на заедниците е формирана со закон од 2008 година, а почнува со работа од 2009 година. Потребата од една ваква агенција се јавува во еден од тие така наречени познати бенчмаркови, каде што Европска унија има приметено дека се создава еден дисбаланс, односно Македонија, која по природа е мултиетничка држава, во пракса почнува да функционира како бинационална држава. За жал, агенцијата, како и многу други реформи кои требале да биде направени тогаш, е направена само на хартија, а во пракса не профункционирала во оној капацитет во кој било замислено. Новата влада на Република Македонија има еден од приоритетите е подобрувањето на меѓуетничките односи, согласно политиката едно општество за сите. И согласно таа политика е еден од приоритетите ставање во функција на оваа агенција и во вистинска насока за подобрување и остварување на правата на заедниците кои ги имаат согласно уставот и законите на Република Македонија. Оваа агенција е владина агенција, е директно под владата, не под некое министерство, туку е директно под владата на Република Македонија и таа има надлежност да ги следи остварувањето на правата на заедниците во повеќе области, како образованието на мајчин јазик, правичната застапеност во институциите, медиумите на јазиците на заедниците, посебно се мисли тука на јавниот сервис, потоа употребата на јазици на символи на заедниците, состојбите во културата и промовирање на културата на заедниците по 20%, како и еден дел е упатена оваа агенција да соработува со невладини организации кои ги промовираат правата на заедниците по 20%. Она што ние во меѓувреме направивме е во соработката со тој невладин сектор направивме една инклузија на критички невладини организации кои имаат критички ставови за состојбите, што порано не била пракса. И кога кога бевме именувани во август минатата година, затекнавме ситуација да самата агенција е во многу тешка состојба кондициона, односно имаше прекината соработка со стратешкиот партнер ОПС. Ние успеавме на брзина да ја обновиме таа соработка за минатата година, а веќе оваа година очекуваме да подпишеме меморандум за повеќе годишна соработка и очекуваме во овој период да добиеме еден проект од Европската унија. Овие два момента се за нас многу значајни затоа што буџетот на самата агенција е доста мал за работа, односно имаме околу 17 вработени, а буџетот е околу 150.000 евра и ние мораме да наоѓаме начини да ги финансираме нашите активности. Овие два моменти за еден подолг период ќе ни обезбедат редовни активности. Има уште еден момент кој е важен, а би сакал да го споменаме, дека имаме потреба и оваа година ќе работиме на тоа да се направи промена на законот по кој ние работиме со цел да бидеме уште пофункционални. И се надевам дека оваа година ќе успееме тоа да го направиме. Една од активностите кои ги направивме минатата година по обновената соработка со ОПСЕ, направивме партиципативни форуми. Едниот беше за образование на мајчин јазик и вториот беше партиципативен форум во кој направивме една нова методологија во која спомнав дека ги направивме инклузија на граѓанскиот сектор кој е критички настроен. Она што можеме да кажеме дека се приметува е позитивниот однос на владата, односно владата и критичкиот граѓански сектор имаат исти став за состојбите на заедниците. По 20% очекуваме да оваа година се отвори нов четврти канал во делот на медиумите
приматава, каде што редакциите на заедниците ќе добијат повеќе простор, ќе бидат повеќе капацитетни што се однесува во делот на персоналот, ќе имаат соодветна техника за работа и ќе бидат повеќе мобилни. Тоа решава едно прашање на кое со години се кажуваше. Потоа веќе имаме најава од премиерот дека следната година наставата на експерименталната настава на босански јазик ќе биде заменета, ќе биде воведена како редовна настава, што беше сериозен проблем во минатите 10 години. Владата со повеќе гестои покажува еден посебен однос кон заедниците по 20% и мислам дека имаат сватено дека тоа на среден и на долг рок ќе биде еден добар момент за самото општество.